Се намалуваат стипендиите за студенти од социјални категории и се зголемуваат трошоците за сместување во студентските домови. Група пратенички од ВМРО ДПМН во собранието предложи измени по скратена постапка на Законот за студентски стандард, кој вчера го помина првото читање. Националистички извици, тепачка и најави за решение на протестот на студентите албанци за правосудниот испит. ВМРО ДПМН има нов портпарол, Валентин Манасиевски. Партијата избра и други нови лица кои треба да внесат свежина. Во следните неколку минути, најновите случувања во Македонија и светот. Истиот сопственик кој сака во цевка да ја стави реката Дошница, една од најчистите реки во Македонија, веќе уништи река со хидроелектрана, реагираат локални активисти. Српскиот студент Арсенije Стојановиќ во ексклузивен разговор за Слободен печат вели дека не се откажуваат, само го менуваат фокусот. Од блокади и масовни протести, движењето сега се префрла кон избор на мобилизација, граѓански собири и директни разговори во селата. Со него разговараше колегата Хари Казановски. Младинскиот додаток им помага на младите, но и на фирмите со милионски профити. Ова го анализира колешката Весна Дамчевска. Одговорност на обвинител се утврдува со факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок, велат за Слободен печат од Советот на јавни обвинители. Ова доаѓа по барањата на владеачката ВМРО ДПМН. Ова тело да реагира за запирањето на постапката за злоупотреби со мазутот. Животот во Австрија станува луксус. Кириите и сметките ги туркаат луѓето во беда, пишува дописникот на Слободен печат од Виена Зоран Русмир. ФФМ отвори постапка против Вардар за вулгарната песна на прославата на шампионската титула. Луфтханза ги прекинува летовите помеѓу Франкфурт и Скопје по повеќе од 3 години. Македонец во Чевел откриел златна плочка вредна 70.000 евра или 45 милиони динари. Цариниците ја заплениле на излез од државата на граничниот премин Богородица. Цела Струмица и околината се гушат во магла, што мириса на изгорена пластика од депонијата во Василево, која повторно гори. Весникот Нью Йорк Таймс поднесе втора тужба против Министерството за одбрана на САД поради рестрикциите за пристап на медиумите во Пентагон, што беа имплементирани од администрацијата на Трамп. Крај на една ера. Пеп Гвардиола заминува по една деценија. Италијанскиот стратег Енцо Мареска ќе биде нов тренер на Манчестер Сити. За крај, доколку патувате летово во Грција, ќе имате повеќе време да се подготвите за новото правило за специфичен задолжителен комплет за прва помош во возилата. Наместо од 18 јуни годинава, мерката ќе почне да се применува од 1 јануари до година. За сите овие теми и многу повеќе се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.